Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести ВОС. Вчера стартуваше кампањата за 8-те локални избори во Македонија, на кои ќе се избират градоначалници и советници во општините. Денеска кампањата продолжува на нови локации и нови средби со граѓаните. Кампањата ќе трае до 17 октомври на полноќ, а изборите ќе се одржат на 19 октомври недела. Двете најголеми партии изборната кампања ја почнаа. ВМРО-ДПМН во Скопје, СДСМ во Демир, Хисар и Крушево. Лидерите на партиите упати обвинувања, а кандидатите се убедени во победа. Немојте да се залажуваме дека оваа битка се само обични локални избори. Ова се избори за финалната битка за тоа каква држава сакаме. Ова се избори за тоа каква порака испраќаме до сите оние кои уриваа наместо да градат, правеа представа наместо да штитат. Нив ги симнавме од власт, но сега треба да ги поразиме и да ги испратиме во пензија. И кога ве гледам во волкав број, колку не има вечерва, колку многу реки народ се слеа по улиците до оваа преполна сала. Јасно е, ќе победиме сите заедно. Македонија ќе победи. Победа! Тоа искуство, тоа наследство, таа енергија сега ја носам за цело Скопје. Имам кредибилитет и докажана работа зад мене. Имам биографија на исполнети ветувања и задоволни граѓани на мојата општина Кисела Вода. Тоа можеби на некој му звучи неважно, но е потврда дека Скопје ќе биде во раце на човек кој докажал дека знае да работи, знае да соработува, да ги суслуша граѓаните и да им се најде за секој проблем. Јас не сум функционер, ниту пак сум имал кабинет со затворени врати. Јас се трудам да останам човек во секој поминат ден како градоначалник на општина Кисела Вода. Затоа денес повторно ви велам, јас сум орце. Јас сум прво човек, па дури потоа градоначалник. ВМРО-ДПМН е на власт веќе година и пол, 4 години локална власт. Практично апсолутна власт. Покажа дека се неспособни и како централна и како локална власт. Немаат капацитет за политики кои државата може и треба да водат напред. Видовме дека граѓаните не им се приоритет, важни им се само нивните лични и партиски интереси, нивните луксузирања и нивните уживања. Заборавија на граѓаните, оваа влада не донесе ниту една добра политика за граѓаните. Ги оставија да преживуваат, да се борат да го протуркаат месецот, со цени кои секојдневно диваат, со плати кои едва истигнуваат за покривање на основните трошоци. Нема слух владата за апелите за зголемување на минималната плата. Работниците едва врзуваат крај со крај, младите секој ден планираат само иселување, пензионерите ги излажаа, земјоделците останаа без субвенции. Кога многумина не верува дека не можеме, ние докажавме и покажавме дека можеме. Многу луѓе ме прашуваат што сме направиле. Во овие години направивме многу. Тоа не се само бројки, тоа е реалност во вашиот секојдневен живот. Крушево и околните китни села доживеа вистинска трансформација. Од основни потреби па се до спорт, култура и туризам. Секој проект носи подобрување на квалитетот на живот на секој граѓанин на нашата општина. Во Албанскиот блок најголема борба се очекува да се води за позицијата градоначалник на општина Чаир, а за свој ветување настапи и кандидатите на Вреди и коалиција токму за оваа општина. Сега е време за решавање на сообраќајниот хаос и проблемите со паркирањата. Сега е време за решавање на проблемот со чистотата. Сега е време за нови градинги и воведување на едносменска и целодневна настава во нашите училишта низ Чаир. Сега е време за културни фестивали, жива чаршија, отворено културно скопско кале. Сега е време за Чаир како студентски образован и културен центар за албанците. Чаир не заслужува да биде само поле за остварување на празни политички кариери.
Чаир не заслужува делегирани раководители кои спроведуваат туѓи политички агенди. Нашите приоритети се прво во мобилноста во Чаир, бидејќи сметам дека тоа е основниот предуслов за останатите функции, 2500 нови паркинг места, ново комунално предпријатие за хигиена, нова политика за борба против корупција, вклучувајќи тоа што сметам дека никој не го направил до сега, а тоа е живо пренесување на сите фази од постапките за јавни Кампањата ја стартува и независните и помалите политички субјекти. Левица критикува што не е овозможено платено политичко рекламирање кандидатите за градоначалници на Скопје од коалицијата Искуство за успех и од независни заедно со своји визии за главниот град. Од наша страна веќе се поднесени неколку тужби. Упатена е тужба до АВМУ, упатена е тужбата до ДИК. Се спремаат неколку кривични пријави за злоупотреба на службената положба, кои ќе бидат поднесени во најскоро време. Ги запознавме луѓето од ОПСЕ кои го наблюдуваат целиот изборен процес за тоа што се е направено и како се функционира плуралистичката демократија во нашата земја. Овој мост, како и цело Скопје, е жртва на политика и ништо повеќе. Што се однесува до градот Скопје и проектирањето на мостот се е завршено, како и проектирањето и пробивањето на улица према улица Скупи. Останува денивелацијата на мостот, кој што е закочен исклучиво од владата и конзервацијскиот центар кој што не добива одобрение од Министерството за финансии за да може да се потврди дека на трасата нема никакви археолошки наоѓања. Партиските интереси ја го упропастија градот Скопје, да даде Господ никогаш да не се повторат вакви состави на советници, туку напротив да дојдат во советите и во град Скопје и во општина Карпош и секаде во Македонија луѓе кои што се разбрани и кои што се подготвени да ги решаваат проблемите на граѓаните, а не да им се создава проблеми и да функционираат по системот што е полошо, тоа ќе биде подобро за нашата партија. Ќе биде посветено особено внимание на безбедноста на граѓаните, особено при одвивање на сообраќајот. Тоа значи редовна инспекција на мостовските конструкции и нивна навремена поправка и санација. Сведоци сме дека во Скопје постојат мостови, како што се мостот на Обединените нации во Влае, Гоце Делчев, Беласица и други, кои што се проблематични. До крајот на неделата ќе биде оценет обвинителниот акт за трагедијата во дискотеката во Кочани. Судии од Скопскиот кривичен суд ќе проверуваат дали обвинителниот акт е добро образложен, разбирлив и дали постојат доволно докази. Од одговлекувањето на постапката за оценка, судот го правда со неможноста да ги пронајде дел од адвокатите на 34-цата обвинети и представниците на трите фирми. Тие не биле во своите канцеларии, па немало кој да го прими предметот. Речиси пред истек на сите рокови, сега од судот велат дека предметот ќе биде оценет најдоцна до петок. С оглед дека во овој момент сите обвинети и нивни бранители го имаат примено обвинителниот акт и на 3.10 истекуваат сите законски рокови за прием и достава на приговор, со што се исполнуваат сите услови за оцена, па се очекува до крајот на неделата да биде оценет. Во меѓувреме, ИРЛ во видеосторија објави документи според кои за незаконското работење на дискотеката знаели инспектори на УЈП, ама тие не биле обвинети. Обвинителството ги потврди материјалите и велат дека тие се докази во обвинението. Премиерот Мицкоски смета дека сите кои имаат поврзаност со случајот треба да одговараат и додава дека е незадоволен од тоа како обвинителството е завршило работата. Се разбира дека случајот го води обвинителството, јавниот државен обвинител Куцевски, таму видовте и вие изминатиот период 12 на обвинители беа тие кои што работеа на овој случај. Ако е прашањето дали сум задоволен од работата на обвинителството, мојот одговор ќе биде не сум задоволен. И токму тоа беше причината зошто поддржавме во парламентот смена на Коцевски, а зошто СДСМ и ДУИ не ја поддржаа смената на Коцевски, тоа е друго прашање.
За лидерот на опозицијската СДСМ било јасно дека власта штитела своји функционери, за кои, како што вели Филипче, биле и чести гости во дискотеката. Ние изминатиот период видовме дека оваа власт направи се да заштити своји функционери во истрагата за Кочани. И еве сега гледаме дека практично тие биле многу чести гости и привилегирани гости на таа дискотека. Плюс да не беа нашите пресконференции кои што обелоденувавме многу работи факти, огромен дел и од тие што беа офатени немаше да бидат офатени со истрагата. Ја жалам што можам да констатирам дека вчера преку тоа мислам дека го видовме најгрдото лице на оваа власт. За пожарот во дискотеката во кој загинаа 62 млади, истрага се води и за 29 на полициски службеници. За нив, како што велат од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, се уште трае истрагата и анализата на обезбедените докази. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Од јавата на вестите информација од